Одбраната на Горан Груевски и Никола Бошковски се уште не ја добила пресудата со која грчкиот врховен суд одби да ги екстрадира во Македонија. Во нејзино очекување останува устното образложение на судот во Атина, кое, како што вели адвокатот Петар Василев, било заснувано на принципот дека еднаш дадено помилување од шефот на државата не може да се повлече. Во прилог на овој став одбраната приложила повеќе пресуди на Европскиот суд за човекови права, од кои за најсоодветна ја смета онаа во предметот Лекса против Словачка. Функцијата на Лекса, кој аплицирал до Европскиот суд за човекови права, е иста, односно слична, како и на овие двајца обвинети, односно и тој бил директор на Агенцијата за безбедност и контраразузнавање во Словачка. На истиот начин, председателот го има помилувано, помилувањето исто така било потоа со закон поништено и тој бил спроведуван, односно против него била спроведена постапка. Меѓутоа, Европскиот суд вели дека еднаш помилувано лице, односно еднаш прекината истражна или судска постапка по основ на помилување, не може понатаму да продолжи. Василев смета дека истиот пристап треба да го имаат и судовите во Македонија, што би значило дека треба да ги прекинат сите постапки против помилуваните од Иванов. Аналогијата ја влече врз основа на тоа што и Македонија е потписничка на Европската конвенција за човекови права. И грчкиот суд, Врховен суд, многу внимателно го разгледа овој предмет, со оглед дека беше обемен, со оглед дека во него постоја голем број на правни прашања кои требаше да бидат одговорени. На секој рочиште едно по едно тие ги бара објаснување од одбраната и, да речеме, ги отстрануваа правните дилеми. На крајот, тие побара од нивниот институт за меѓународно право да донесе мислење во врска со сите спорни правни прашања кои што се наоѓаат во предметот. Дури и Институтот за меѓународно право даде мислење дека доколку постои помилување, понатаму овие луѓе не може да бидат гонети и против нив не може да биде распишувана било каква меѓународна потерница и не може да биде поднесено барање за екстрадиција. Поранешната судика во Европскиот суд за човекови права Мирјана Лазарова Трајковска сака да ја види пресудата на грчкиот врховен суд пред детално да ја коментира. Уште кога Иванов ги донесе одлуките во април 2016, Лазарова Трајковска беше меѓу оние што тврдеа дека членот 11 од Законот за помилување, на кој се повика шефот на државата, воопшто и не беше на сила во тој момент. Поради големиот број опфатени со одлуките на Иванов, нејзината аргументација беше дека не станува збор за помилување, туку за амнестија, што може да биде решавачко при евентуално изјаснување на Европскиот суд за човекови права. Самиот суд во однос на амнестијата и на ваквите мерки кои што офаќаат голем број на лица во ситуации кога има масовно прекрашување на човекови права, укажува на елементи на избегнување на правото и правдата и укажува на елементи на прифаќање на политики на неказнивост, кога се работи за масовни амнестии. Но во однос на помилувањето, праксата гради еден друг ток, гради еден друг канал, бидејќи тука се работи за индивидуализирано, се работи за поединечен акт, кој што е акт на милост, на помилување и кој што е по својата природа неотповиклив. Европскиот суд за човековите права има друга страна, така да кажам, на праксата во овие предмети. А дали станува збор за помилување или за амнестија, важно за Страсбург ќе биде и каков став ќе заземат домашните судови. Овие прашања е сосема нормално одбраната да ги покрене пред националните судови и обврска е на националниот суд да одговори на тоа прашање. Значи, топката е сега кај националните судови и тие треба да дадат одговор дали се работело за чин на помилување и ако се работело за чин на помилување да применат праксата на Европскиот суд за човековите права, ако не, тогаш да дадат објаснување зошто е тоа така. Важен е ставот на националните судечки судови понатаму во постапките, ако тие стигнат пред Европскиот суд за човековите права, бидејќи во многу предмети
судот во Страсбург се повикува на улогата на националните судови во примената на постапките кои што се случиле на територијата на земјата. Излез од вакви ситуации постои протокол 16 е отворен за ратификација и тој им дава можност на земјите членки на конвенцијата да побараат советодавно мислење од Европскиот суд за човековите права, дури постапката тече. Значи да се посоветуваат со судот како да пристапат кон некоја правна работа. Меѓутоа, бидејќи и Македонија се уште не го ратификувала овој протокол, останува уште една отворена врата да се побара советодавно мислење на форумот на високите судови пред Европскиот суд за човековите права. Тоа може да биде излез да се побара правно мислење во конкретната ситуација во однос на ова прашање. Одбраната на обвинетите во случаите на специјалното јавно обвинителство веќе почна да ги користи неодамна донесените измени во законите за судскиот совет и за судовите, со кои неприменување на праксата на судот во Страсбург е наведена како основа за разрешување судија. Пак оставите како квалитативен критериум непочитување, односно носење пресуда на Европскиот суд за човековите права во однос на членот 6 и членот 5, иако не ми е јасно зошто само тие два члена ги одбрале предлагачите на законот, иако кажете дека судија за кој му е донесена пресуда во однос на овие одредби од конвенцијата, ќе подлежи на дисциплинско казнување или пак во оценувањето ќе му се намали оценувањето за одреден број на бодови, тогаш вие кон судот отварате една врата на пристапување која што му дава димензија на суд од четврта инстанца. Европскиот суд за човековите права постојано повторува дека тој не е суд од четврта инстанца и неговите пресуди не треба да служат како подлога за казнување на националните судии. Судот постојано зборува за диалог со националните судии и сметам дека такви основи за дисциплинско казнување и за оценување на судиите во нивната работа во негативен контекст не заслужуваат да бидат градени во националните закони. Мисле дека судиите во Македонија ќе се воздржуваат од изрекување казни и санкции, дека може да се појави тренд на неказнивост од страф, намалување на бодови може да се појави. Да, може да се појави тренд на неказнивост. Меѓутоа, од друга страна, таквите одредби создават и конфузија и неприменливост. На кој судија вие ќе примените таква одредба за казнување и намалување на бодовите при оценувањето, кога пресудата која стигнала во Страсбург ги поминала сите инстанции? 2 или 3 инстанции, некогаш го поминала и Уставниот суд. Кој е судијата на кој ќе се однесува таквата пресуда? Оваа комплицирана правна ситуација на крај најверојатно ќе стигне до Европскиот суд за човекови права во Страсбург, а тој ќе има тешка задача. Прво, да оцени дали Иванов имал законска основа да ги донесе одлуките. Потоа, дали станува збор за помилување или за амнестија, што е поврзано со прашањето за неказнивост во услови на масовно прекршување на човековите права и злоупотреба на моќта и јавните фондови. И конечно, каков третман ќе имаат изјавите на дел од помилуваните, дека ниту барале, ниту ќе бараат помилување, при што некои како Никола Груевски поднесува и писмено барање до Иванов за поништување на нивното помилување.